Со саемот на еколошки производи и сувенири Малешевијата на Дланка денес во Берово започна етноплоштад фестивалот. Настан кој што денес и во наредните 2 дена во Берово ќе привлече неколку десетици илјади посетители. Фестивалот и годинава го запазува концептот за промоција на музичка програма со високи културни вредности. Ние како општина се потрудивме да обезбедиме една добра и солидна програма, да сите учесници и производители на еколошко и биолошки здравата храна, каде и тука ни е вклучен и проектот со Европската Унија, ќе можат да ги видат нашите производи и се со една цел да го промовираме Берово. Саемот Малешевијата на Дланка има за цел на едно место да ги изложи и презентира традиционалните производи во 3 сектори: здрава храна, вешти раци и сувенири и резби. Во последно време сум среќна што луѓето еве конечно почнаа да го ценат тоа рачна изработена работа. Некако у последно време кинескиот пазар не преплови со своите производи, па веќе луѓето изгледа се заситија и почнаа пак да се навраќаат на рачното и традиционалното. По трет пат доаѓам од Битола. Инаку сум околу 10 години во овој бизнис. Имам околу 400 пчелни семејства и ги вадам сите пчелни производи. Матичен млеч, полен, прополис и мед. Све е природно, нема шекери, конзерванси, глупости, такви работи, прскања, чуда, такви работи нема. Гости Берово и годинава очекува од цела Македонија, но и од странство. Веќе првите гости ни пристигнаа од Република Франција, од општината Ди. Се надевам до вечер треба да дојдат и останатите кои се негде од 9 општини од цела Европа. Тука се од државите Кипар, Словенија, Чешка, Италија, Полска и мислам дека тоа е една голема придобивка за Берово, зашто само така можеме да го промовираме и да кажеме дека е едно од најпознатите туристички дестинации веќе на Балканот. We come from France, from a little village. Многу им е драго што се наоѓаат овде, затоа што се познаваат со градоначалникот Драги Наџински веќе една година уназад на проектните средби. Ги чувствуваат луѓето како своји и се чувствуваат исто така добре дојдени од страна на беровското население. Добро ќе биде. Добро ќе биде, секоја година си е добро. Да. Има многу гости. Има. Да. Секоја година сме тука за саемот, не само за саемот и за празникот Света Богородица. Сега е многу раздвижено. Преубаво. Многу луѓе, поготово што почнуваа во манифестацијата со младите овие што се во носи, многу ми се допадна. Културно-уметничката програма денес на сцена ја отвори градоначалникот Драги Наџински, на која настапија културно-уметнички друштва од Македонија и странство.